И одиме натаму, ИТН, продолжуваме натаму, информација точно на време на вивелиме ние, 180 минути секојдневно од понеделник до петок на фреквенцијата на телевизија Нова од 7 се до 10 часот. И како што видивме, исполнуваме. Ви го видивме во промото, ви го видивме и пред да стартуваме нели со овој разговор, дека ќе го имаме во ова прво издание на утринската на телевизија Нова директорот на јавното предпријатие Водовод и канализација господинот Александар Атанасов, и тој пристигна во нашето студио и се согласи. Јас верувам дека така ќе се согласат и сите други јавни предпријатија, затоа што ние сме медиумот кој што треба да не поврза, вие да ги кажете своите проблеми, тој да ги каже своите проекти и да каже како до решавање на проблемите кои што ги имаат граѓаните. Добро утро, добре ни дојдовте во телевизија Нова. Добро утро за вас. Поздрав до гледачите на телевизија Нова. Да, и да си посакаме одлично соработка. Се надевам дека ќе биде така. Да. Да. Ви благодарам прво што иако знаевте дека нели ќе биде ова отворена програма во која што гледачите ќе го имаат својот збор, рековте да, нема проблем, ќе одговорам на сите нивни прашања, теми и дилеми. Јас оваа трета тема во утринската на телевизија Нова ја нареков вода за пиење, проекти и проблеми, нели? Во вашиот дел или делокруг не влегува само водата за пиење, има и многу други работи кои што треба да ги координирате. За почеток, Македонија, барам според бројките, нема проблем со, не знам, вода за пиење. Но постои ли регион во Македонија, кој што го знаеме, нели, кој што се уште има проблем со вода за пиење, господин Атанасов? На територијата на градот Скопје, добро, ние немаме проблем со, односно граѓаните немаат нема граѓанин проблем. кој што нема вода за пиење. Да, значи на територијата на градот Скопје повеќе од 90% од вкупната територија на градот Скопје јавното предпријатие ја обслужува водоводната мрежа. Има некои населени места, на пример во општина Сарај, во општина Газибаба, што имаат сопствени, односно локални бунари. И тие населени места, односно помали средини, ние не ги обслужуваме тие граѓани, не се во нашиот скопски систем, што го кажуваме. Да, не е под наша надлежност. Меѓутоа над 93-4% од целата територија на градот Скопје ние обслужуваме водоводната мрежа и можам да кажам дека освен кога има реконструкции, пошто од старт ќе ја начнам таа тема бидејќи највише реакции имаше нели од граѓаните кога имаше прекин на водоснабдувањето, посебно во општина Аеродром. Значи Аеродром и Ново Лисиче би се скарани. Да, значи знам дека не се скарани, меѓутоа повторно ќе кажам, ако многу голем број од тие граѓани бараат ние да ги реконструираме водоводните мрежи. Секоја реконструкција на голем профил на цевка значи од 12 до 24 часа прекинување на водоснабдувањето. Бидејќи за да направите реконструкција на профил од цевка FI 800 или FI 500 или 600 или 400 без разлика, значи тоа се огромни профили, тоа се огромни диаметри, огромни ископи се тоа и не може да се едноставно нормализира водоснабдувањето за 2, 3 или 4 часа. Така, мора да поминат тие од 2 и затоа значи од една страна граѓаните не повикуваат да ги реконструираме тие водоводни мрежи, а од друга страна кога ги реконструираме и кога е со најава и сите тие работи не критикуваат. Точно дека граѓаните плаќаат за тоа, они се комплетно во право. Они викаат ние плаќаме за услугата, сакаме да имаме навремено и завршена работа. Они се комплетно во право. И ние ја прифаќаме критиката. Меѓутоа, повторно ќе кажам, кога се прават реконструкции, еве на пример тој ден ќе го начнем од старт тој проблем. Значи тој ден првиот случај кога имаше прекинување на водоснабдувањето беше на преповрзување на булевар Србија меѓу општина Аеродром и Кисела вода, од таму поминува цевката FI 800 која снабдува висока зона Аеродром. Сите што се над 4-ти кат, затоа ја викаме висока зона, да појасниме. Сите што се над 4-ти спрат во зградите се водоснабдуваат со посебна цевка за да имаат притисок. Затоа не сум искарана на први сум во Аеродром. Да. Значи тие се со посебна линија над 4-ти спрат сите што живеат во Аеродром. И кога ќе исклучиме таа, луѓето до 4-ти спрат, пошто се на посебна линија, имаат вода, меѓутоа тие над 4-ти спрат немаат вода. Меѓутоа бидејќи доста граѓани исто се над 4-ти и немаат вода. Значи ние ја прекинавме таа линија за да ја реконструираме. Се поставуваше комплетно нови линии. Значи кога поставуваме ние нови линии, нема можност за никакво надминување на проблемот во тој тек, така? Во тој момент е прекината целата линија и нема едноставно вода во цевките, Значи ние сакаме да ги реконструираме сите водоводни линии и затоа во идниот период може да се случува да има со најава
такви реконструкции. Ти вие 2-3 дена најава за ние со мали деца, поголеми деца, она не бањати, не добањати, да одиме на друго место. Да, значи, првиот случај беше кога ние реконструираме Денски, граѓаните ни реагира и на социјалните мрежи, и по телефон, и директно кај мене, и секаде, на секој можен начин, реагира и бара да реконструираме таа другата линија, што беше следна, Фи-400, да реконструираме ноќно време. И ние тоа го исполнивме. Значи, ја исклучивме водата 24 часот навечер и утре дента до 12 часот беше регулирано водоснабдувањето. Океј, нашите вработени... Добро, ама некој не знаеле и тоа е тоа. Нашите... Знаете што имаме гледачна линија? Да. Прва емисија и гледачи. Супер, ви благодарам што сте со нас. Ви благодарам што ги запаметивте телефонските броеви на телевизија Нова. Повелете. Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Или добар ден. Како сакате, повелете? И се јавувам од Марија, од населба Припор, тоа е кисела вода. Добро. Нели општина. Имаме страшен проблем, веќе 5 месеци немаме вода. Немате вода? Да, немаме вода. Добро. Тоа се 3 улички, господинот Алексов знае, после последната, тоа е струмичка зграда, Каршинезе во куќите, 3 улици сме. Аха. Значи 5 месеци од март месец ние континуирано немаме вода. Доаѓа некаде 12:01 после полнок. Значи летно време можете да замислите на 70 степени надвор Гориштина, да си без вода. Да. Ајде сега ќе се обидеме да го начнеме барам проблемот, Марија. Доаѓа вода, значи ние тоа ноќно време переме, се бањаме и така натаму, цела ноќ сме активни. До утринските часови негде до 5 сати мора да сме дежурни на машините за перење за да не се исклучи водата. Така. И сега се уште немаме вода. Јас сум во контакт со бевме кај градоначалничката се јави во јули месец кај директорот, предпоставувам. Имаше луѓе од водовод кои ни ветија дека ќе доаѓаат и ќе видат каде по нивно бега водата. Да. Меѓутоа водата никаде не бега, затоа што ако бега летниот период кога има бавчи и се наводнува, нели сега веќе бавчите се заминати, така? Така е, да. Добро. Јас денеска пратив прво оделенче девојче без не бањата во училиште. Значи вчера се јавив пак во водовод да реагирам, господинот диспечер ми Марија, еве вака вели директорот, дали може телефонски број сте како не вака јавно, но оставете го во режијата на телевизија Нова, нека го запишат уредно моите колеги и потоа ќе се слушнете со господинот Атанасов и се надевам дека ќе го надминеме проблемот. Ви благодарам за јавувањето и се надевам дека ќе имаме никаков одговор ако господинот знае за кој проблем станува збор. Ајде, одиме со. Значи, вака конкретно за овој случај, знаете ли или не? За овој дел на кисела вода ние немам ја најава од нашите служби дека имаме проблем со водоснабдувањето. Ја поздравувам гледачката што го кажа проблемот. Нашите служби заедно со вашата екипа ќе испаднат на лице место, ќе го разгледаме случајот уште во текот на денешниот или утрешниот ден и ќе дадеме повратно јавно вака транспарентно информација до гледачот и ќе видиме да го решиме проблемот. Да, нема никаков проблем. Нема никаков проблем. Значи ќе испаднеме, ќе видиме кај е проблемот, ќе гледаме да го решиме во најбрзо време. Супер. Да. Знаете што имаме уште една гледачна линија, јас џабе се подготвував. Добро утро. Добро утро, со среќа нека ви е новата емисија. Ви благодарам, поздрав, убав ден. Прашање до директорот. Од 2015 мојот водомер е закочен. Закочен? Да, закочен. Јас уредно го пријавив, дури директно отидов во старата зграда кај што беа сместени во центар. Добро. Ми напиша инкасаторот налог и ми рече да се јавам во пунктот тука некаде во близина во Карпош кај што живеам. Јас се јавив и им реков на луѓето дали треба да го донесам налогот затоа што ми е закочен водомерот. Он рече нема потреба. Јас се извинувам, може да ве прекинам само. Закочениот водомер што значи во сметката за струја? За вода. За вода, пардон. Сметка плаќање е паушално, плаќам јас 10 кубика, а сум сама. Сама сте, добро. Да, тоа се премногу пари за еден човек за потрошена вода. Добро. И тоа е од 2015. Добро. Во 2017 во април месец се јавив уредно пак во водовод и им реков ќе го реновирам копатилото, ве молам, цевки ќе поставувам нови. Сакам водомерот да ми се смени. Добро. Затоа што уште од 2015 е закочен. И госпојката ми рече еве повторно ќе напишеме нов налог. Од тогаш помина еве го 5 месеци, јас се уште сум со закочен водомер. 3 години.
Да, јас ви благодарам за јавувањето во интерес на времето. Вака на висок тон зборувам, меѓутоа Јас ве свака разбирам. што луѓето не најдоа сходно за 2 години да дојдат да ми го сменат во домер. Добро, јас ве разбирам вас, разбирате ни и вие нас, дека нели во интерес на да имаме повеќе гледачи, да поставам јас некои прашања овде. Сепак јас повторно благодарам, не дека треба да се заблагодарам, но ви благодарам што сте овде, за можеби ова е најдобриот начин да се разрешат некои работи. Истото ќе го направиме, да остави нема никаков проблем. Значи, ние имаме константно промени на водомери. Значи, доколку еве ќе дадам само една паралела, значи во 2012, 2013, 2014, ако биле променети 100, 200, 300 водомери по цели години, ние оваа година имаме променено над 5000 водомери. 5000. Па тие ги поручате в бројки на територијата на градот Скопје. Значи ние интензивно инвестираме во тој дел и плюс, еве, например, може да прашате граѓани од Капиштец, од општина Центар, во тој регион сме повеќе присутни сега, значи сите имаат добиено дури и од нас нови далеченски уреди, односно далеченски водомери. Да, далеченски водомери и тоа го до 400 метри, така тоа може да мери. Значи они едноставно нема влегување дома, тоа ни е вака еден проект што ќе го тераме повеќе години во идниот период како стратешка определба, на јавното предпријатие, бидејќи граѓаните во тој случај не се вознемируваат и добиваат веродостојна сметка. Некако што има го спојете, бидејќи точно на територијата на градот Скопје има премногу водомери кои се закочени, кои треба да бидат променети. Ние гледаме да испаднеме во сусрет на сите. Еве, за конкретниот случај нека остави адреса и телефонски број, ќе го замениме водомер. Така е, да. Да, ајде одиме со уште еден гледач, па уште некое мое прашање веројатно ќе поставам во текот на оваа емисија. Добро утро или добар ден кому? Добар ден. Добар ден, повелете. Се јавувам од Автокоманда Скопје. Вака, имам поднесено барање за вентил за полевање на паркот околу зграда што е. Тоа е барање поднесено 2014 година. Дојдоа после на 2-3 месеца луѓе од водовод и помина тука, разгледа и рекоа ќе ви јавиме, ќе одговориме, меѓутоа место тука преку улица отидов таа се на отворија, на месија вентили и таму си имаат вентили, останав ја тука. Неколку пати, на неколку, може 20 пати се јавува кај Љубе, Живко, Сладжана ме предпредува едни до други и меѓутоа денес уште одговор немам добиено. Сакам да добием одговор. За парковска мрежа? Зашто не може? Ајде уште еднаш само за каква мрежа станува збор? Вентил за полевање на парк. Поливање на парк. Добро, ви благодарам за јавувањето, повелете. Да, значи ќе бидеме отворени во овој дел, како што ветивме. Во Автокоманда ние инсистираме да нема полевање на паркови на ваков начин, бидејќи голем дел од граѓаните летен период имаат проблем, го злоупотребуваат и самите граѓани во висококатници или во било какви објекти имаат проблем со водоснабдувањето. И поради таа злоупотреба ние инсистираме да ги намалуваме едноставно парковските мрежи и инсистираме самите општини за пофалба, овде ќе го пофалам градоначалникот на аеродром, бидејќи само општина Аеродром има и собствени бунари за полевање на сите парковски мрежи. Да, и не ја злоупотребуваат нашата мрежа. Едноставно нема полевање од градската вода, од градскиот водовод за полевање на површините во општина Аеродром. И заради тоа треба сите градоначалници во идниот период тоа да го направат со цел, бидејќи градот Скопје расте, се шири, се повеќе вода се користи и да не ги доведуваме граѓаните во ситуација да немаат вода за некој да ја злоупотребува или да го наводнува паркот пред својот стамбен објект. Така. Уште никого на линија. Добро утро, добар ден, кому? Добар ден. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. За ТВ Нова, така? ТВ Нова е, повелете. Да се приклучиме во емисија. Веќе сте во живо, ве слушаме, во програма сте, повелете со прашањето. Добар ден до вас и за вашиот гостин. Да, повелете. Добро. Би поставил едно прашање кај директорот, ако може да се направи некоја корекција. Мене ми дојде за вода да платам на рат. Добро. Работава отидов кај нивните работници што се во Кралево доле. Добро. И толку беа вулгарни луѓево, не викат донеси потврда од извршител зашто ми дадоа кај извршителот. Дев кај извршителот
Ми викаат дека преку плата, 1/3 ми стопираат од платата. Добро. И ми рекол, земи потврда од извршител. Од извршител идам, ми викаат дека не е доплатено, уште малку, уште некоја рата имало, да се доплати, вика, кажете им на нивните службеници, нека ми се јават, Да им кажат дека сте го исплатиле долгот? Дека ти стопират 1/3 од плат. Аха. Се враќам кај нивните Службеници. И човекот ми вика, извини, те молам, господине, не треба ние да се јавам, не знам што, кај извршителот, ние ќе ве тужиме. Така. Зашто па нова тужба, кога ми стопираат веќе, значи извршителот, сака вика, дати го луѓево, да се слушнам со нив дека ти стопираат 1/3 од плата. Така. Јас Аз чекам нова тужба, за да ми... И така натаму во недоглед. Ве разбирам каде е проблемот. Се надевам на одговор, да. Вака, значи Како да постапиме во случај ние да дозволуваме на сите граѓани им дозволуваме да склучат договор на рати. Така. И меѓутоа доста граѓани, не зборам за конкретен Така, случај, така, да не ме свати погрешно господинот, значи доста граѓани не го почитуваат тој договор на рати. Тој договор на рати има извршна клаузула и во после одреден период, 2, 3, 4 месеци, доколку не ги уплаќате вашите рати, доаѓате во ситуација да бидете дадени, тој договор да биде даден на извршител. Господинот вели дека 1/3 му се одзема од... Да, бидејќи доколку е даден на извршител, 1/3 му се одзема од платата. И сега кога он мисли дека тој долг, така е... Он за еден долг е даден на извршител и му се сопира, и за новиот долг сака да случи нов договор. Чекајте, а како зборуваме за истиот? Не, вака, за да појаснам. Например, доколку он имал неплатени сметки за вода од 2011 до 2015, пример зборам, сите тие му се дадени на извршител. Или склучил договор за тие сметки, не го почитувал и тој договор отишол на извршител. Сега повторно не ги плаќа сите сметки и сега има нов долг и бидејќи ние имаме законски и морални обврски да ги оптужуваме одредено време новите сметки на еднаш годишно и граѓанот има нови долгови. Значи не ги повторно не ги плаќа сметките и бара на овој договор да случи на овие сметки да случи нов договор. Нов договор на рати. Да. Меѓутоа поради тоа што ние на тие граѓани што сме им дале договор на рати, а не го почитуваат и отишле на извршител, ние бараме прво да се исплати тој договор за да може да случи нов договор, бидејќи се случуваат, значи ние покушаваме на многу начини да помогнеме на граѓаните. Меѓутоа не можеме ние да помагаме на тие граѓани кои што очигледно не сакаат да платат никаква сметка и чекаат да дојдат до извршител и после тоа викаат дај да повлечеме од извршител. Ние не можеме да повлечеме од извршител бидејќи по закон должникот ги плаќа извршните трошоци. И затоа ние направивме принцип, значи без разлика дали се избори дали не се избори. Ние си го запазуваме рокот на секој 3 месеци да праќаме што не кошта на нас повеќе пари во делот на плаќање на сметките, за трошоци за достава на сметки, опомени. На секој 3 месеци праќаме опомени до граѓаните. Заедно со сметката. Се со цел, на секој 3 месеци. Значи 3, 6, 9 месец и 12. Значи на секој 3 месеци. Тоа го правиме се со цел да граѓанинот константно биде запознаен колку сметки му се заостанати, може би да и наша грешка, некаде не била прокнижена некоја сметка и така натаму, да биде запознаен се со цел за да не дојде до оптужување и после тоа да ги мине овие сите овие патишта, дали договор, дали извршни, дали судски, дали заврши па има нов сега договор. по новите закони граѓаните не се свесни. Уште не се свесни дека со новите закони што беа донесени имаат дополнителни трошоци за покачени нотарски трошоци и покачени и нова ставка за адвокатски трошоци. Тоа се огромни трошоци што ние се буневме како јавно предпријатие и бараме се уште да се измени тој закон, бидејќи ги имаме веројатно и бидејќи ние ги авансираме тие средства, а тие средства после тоа треба да ги наплатиме од граѓаните. Да, и заради тоа ние правиме притисок да граѓаните редовно ги плаќаат сметките со цел да не дојдат до заустанување и плаќање на вакви трошици. Имаме уште еден и морам да кажам дека ова последен гледач, времето ни е при крај. Повелете со своето прашање. Добар ден. Добар ден. До вас и до гледачеве. Сакам да поставам до директорот едно прашање. Повелете? Веќе 6 години сметка не ни доаѓа, нисам кај мене. Не доаѓа да читат водомер, а извршителите ме наоѓаат
со фактура. Добро вишо. И сметка, извршителот, сметкава што ми доаѓа ке им да им платаме 350% поскапа него од тоа што им дужав на водовод. Така. Па го прашувам директорот. Тоа е онаш за што зборуваме, господине, јас морам да... Сите луѓе што ги слушам во вашата емисија, сите се жалат со извршителите. Значи, директорот, комуналните работи ги прават луѓе во заложници. Да. Ама не е виновен директорот за тоа. Во парламент или секаде тоа со... Ја не ми е јасно. Вашите служби не работат како што треба. За никаде се. Не доаѓа да читат. Пред 2 години барав налог еден водомер да го исклучам. Коне со вокале. Ни дојде да го 2 години помина, ни да го израдат тој водомер. Сметка ми доаѓа со извршителот, а не вашата сметка. Вашите луѓе не ги праќаат сметките. Господине, дали може вака во интерес на времето? Јас се извинувам, во интерес на времето, значи останува и натаму оној повик кој што беше на почетокот. Оставите го својот телефон, оставите својата адреса, директорот ни вети, се надевам и ќе прашаме дали исполнил, нели, ќе ни савите повторно да ни кажете, а околу извршителите и јас сум на истиот став дека извршителите веројатно плаќаат или преплаќаат, но за тоа во некоја друга утринска на тема извршители, нотари, нотарски услуги, адвокатски, нели, сето она, дали и колку тие во наводници не крадат или се тоа вистински значи, така, јас јавно би цени. ги критикувал сите, и извршителите, и адвокатите, и судските трошоци. Јас јавно ги критикувам. Затоа направивме систем на секои 3 месеци да се доставуваат опомени. Јас се уште, например, до ден денес се караме со сите што консултанти што доаѓаат дали од влада, дали од Министерство за правда уназад 2-3 години, ние бараме тие трошоци да се намалат. И за поздравување доколку се намалат, бидејќи на крајот на денот нас се интересираат да ги наплатиме нашите трошоци, мислам нашите побарувања. А тоа дека доаѓаат огромни трошоци и граѓаните не се свесни сега дека со последното тужење имаат пута 350, како што кажа господинот, тоа е точно. Меѓутоа, доколку сте редовен плаќач, нема да имате такви. А ова за недоставување на сметките, ја можам јавно да кажам дека ние имаме казнето или отпуштено голем број на инкасатори, баш поради овакви проблеми. Бидејќи ние не можеме да толерираме еден неработник на сметка на 1000 корисници или на 500 корисници кои што овој месец не сакале да бидат незадоволни. И затоа баш сакам да го видам, односно која е општината и кај е проблемот за ова. Јас имам прашања. Ние ќе се договориме после оваа емисија дали вие ќе ни бидете вака редовен гостин, ако сте за, па да отвараме теми и дилеми, безброј проблеми, секогаш, нели, ама ваше подобро е за вас, нели, и за граѓаните како да ги разрешуваме проблемите. Останете вие и натаму на фреквенцијата на телевизија Нова. Овде не е крајот. Одиме со рекламен блок, а потоа се враќаме со крај или одјава на првото издание на утринската на ТВ Нова, наречена ИТН, информација точна и навремена само за вас.